ви се заблагодарувам за вашето присуство и воедно ви посакувам добре дојде на овој буџетски форум, со кој ќе го креираме буџетот на општина Делчево за 2023 година. Форумите се едни од најзначајните алатки и овозможуваат учество на граѓаните во развојот на заедницата на локално ниво. И ова е одлична можност да се слушнат предлозите на граѓаните и активно да се вклучат и да учествуваат во креирање на буџетот на општината. Како алатка, знаете, ја користевме во време на пандемијата, организиравме Zoom буџетски форуми, а редовно на веб страницата се активни анкетни прашалници во насока на креирање на буџетот и слушање на вашето мислење, но се практикуваат прашалници кои директно доаѓаат до местните и урбаните заедници. За подготовка конкретно на овој форум, на веб страницата беше активен анкетен прашалник за собирање предлози за креирање на буџетот за 2023 година. Согласно планираната агенда за овој настан, денеска ќе бидат презентирани нацрт буџетот на општина Делчево за 2023, презентација на актуелните и планираните проекти на општина Делчево, но исто така ќе ви информираме и за резултатите од јавната анкета, предлози кои секако ќе се најдат на листата приоритети во општина Делчево, на кој што и вие можете да се произнесете. На почетокот сакам да се заблагодарам и да ги поздравам колегите, представниците на општина Делчево, раководители на оделенија и сектори, а посебно на градоначалникот на општина Делчево Горан Трајковски, кој е и главен иницијатор на овие активности кои одат во насока за поттикнување на граѓанското учество при носење одлуки, посебно во процесот на креирање на буџетот. Не би сакала многу да должам, да започнеме со работа. Би го повикала градоначалникот Трајковски да го отвори форумот. Повелете го началник. Благодарам, Дани. И од моје име да посакам добре дојде овде во општината за да отвориме овој настан, овој форум за буџетот за 2023 година. Да се заблагодарам и јас за вашето присуство, вашето време кое што го одвоите да дојдете и да ги дадете и вие вашите идеи, вашите предлози, за да можеме заедно, вклучено и вие како граѓански сектор, представници на местни, на урбани заедници, на институции, да дадете ваше мислење и начинот на кој што и да го планираме, да ја планираме програмата за работа за 2023 година, но и сето тоа да биде вметнато во буџетот пред неговото креирање, пред неговото изгласување, 31 декември 2022 година, за да може и финансиски сето тоа да биде подкрепено и да може да се реализира во наредната година. Спомна Даниела Таќева предходно дека исто имаме направена анкета која што ќе ја слушнете, резултатите од анкетата, она што го имаат предоставено на граѓаните, што го имаат дадено како идеја, како проблеми, како некои потреби кои што ги имаат граѓаните, кои што треба да се решаваат. Ние во изминатите години решивме многу проблеми, свесни сте за тоа, нема за тоа многу да должам. Мало градче сме овде и сите знаете што и како сработевме во изминатите години, но тоа не значи дека тука треба да застанеме, треба да се бориме со идно решавање на проблеми, на реализација на проекти, да го подобруваме животот на сите граѓани и овде во градот Делчево, но и во сите населени места во општината, односно во села. Така да сега од сите ваши предлози кои што ќе произлезат, некои рамки на буџетот ќе истакнат овде од вработените во општинската администрација, а вашите идеи и проекти како приоритети ќе ги ставиме, реков ви, во програмата и после да видиме во зависност од тоа приливите, приходите на општината какви се за 2023, тоа е предлог, ова е нацрт кој што ние го земаме и колку ќе оставиме сите тие приходи, дел од нив да се решат одредени проблеми, но секако и поголем дел од проблемите кои што ги решаваме и до сега и во иднина ќе бидат со апликација на проекти, посебно ова го зборувам за инфраструктурните проекти, до други нивоа на власт, од каде што влечеме ние како локална самоуправа средства и трансграничната соработка, за да можеме, пак би рекол, во сето тоа да потребите на граѓаните ги решаваме и да го подобриме квалитетот на животот на сите граѓани. За проектите предходно, кои што се во текст е во сите запознаети, но доколку имате прашања, овде сум на располагање за сето она што ќе произлезе и од вас, што имаме ние замисла како
капитални проекти да се решава во наредната 2023 година. Стоам на располагање и во една интеракција со вас заедно ќе разговараме, да не биде сухопарно само од моја страна или од општинската администрација, него заедно и вие да ни предложите што тоа е битно за вас и во тој партнерски однос да ги решаваме проблеми. Еве накратко толку за почеток и ќе се вклучам после во дискусија. Ви благодарам. Благодарам градоначалник. Како што напомена во првиот дел од форумот е резервиран за презентација на програмите, на буџетот, а вториот дел на форумот ќе биде работа во групи каде што ќе ги селектираме и ќе ги пишуваме вашите приоритети. Па да започнеме поред. Анка Христова, ќе ми раководител на сектор на оделение за финансирање и буџет, ќе ви го представи буџетот за 2020. Благодарам, Дане. Добар ден од мене. Почитувани присутни, денеска накратко ќе го запознаам со нацрт буџетот на општина Делчев за 2023 година. Ќе видите која е структурата на буџетот на општина Делчево и една кратка дефиниција што представува буџетот на општина Делчево. Согласно законот за буџетите, буџетот на општината представува годишен план на приходи и приливи и одобрени средства и истиот се состои од општ, посебен и разоен дел. Општиот дел ги содржи билансот на приходи и билансот на расходи кои се во буџетска рамнотежа. Посебниот дел се планирани одобрените расходи поодделно по програми и подпрограми и во развојниот дел се дадени разојни програми кои исто така се составени дел на буџетот на општината. Вкупниот буџет на општина Делчев за 2023 година ќе биде планиран од вкупен износ од 290 милиони денари. Капиталните расходи во истиот се планирани во износ од 85 милиони денари. Основниот буџет е планиран во износ од 110 милиони денари, од кои пак капиталните расходи се во износ од 53 милиони денари, додека текуно оперативните расходи се планирани во износ од 57 милиони денари. Посебен осврт ќе дадеме на основниот буџет на општина Делчево. Исто така како составни делови на буџетот на општината се основен буџет кој е значи со средства од 110 милиони денари планиран и 38%, потоа има буџет на наменски дотации планиран во износ од 160 милиони денари, буџет на донации 8 милиони и буџет на самофинансирање или собствените сметки 12 милиони денари. Ги имате значи со кои проценти учествуваат буџетите, буџетите по отделните за вкупниот буџет. Ги имате сликовито на графиконот. Структурата на приходите, како што реков, ќе се осврне посебно на основниот буџет. И како приходи се данъчните приходи кои се планирани во износ од 39 милиони денари или 36%, неданъчни приходи во износ од 2 милиони денари или 2%, трансфери 64 милиони или 58% и капитални приходи планирани во износ од 5 милиони денари или 5%, значи во вкупен износ од 110 милиони или еве ќе ги видите по-отделно на средниот графикон, ќе видите дека најголемо учество имаат трансферите. Која е структурата на данъчните приходи? Данъчните приходи се состојат од персонален данок, кој е планиран во износ од 3 милиони и 300 хиляди денари, даноци на имот во износ од 14 милиони денари или 36 милиони, даноци на специфични услуги во износ од 21 милиони или 54% и дозволи за вршење на дејност или 2%. Исто така и овде ќе видите на графиконот дека со најголемо учество, односно 54% има даноците на специфични услуги. Ова е што се однесува за вкупните приходи во основниот буџет. Расходите исто така во вкупниот буџет на општината, како што реков се во буџетска рамнотежа, се планирани во износ од 290 милиони денари и се состојат значи од текуно оперативни расходи и капитални расходи. Структурата на расходите во основниот буџет исто така значи се планирани се текуно оперативни расходи во износ од 57 милиони и капиталните расходи во износ од 53 милиони
или овде да се помнат и да видите дали учеството е 48% капитални и 52 текуно оперативни разходи. Капиталните разходи се состоят от купување опреми и машини, 500.000 денари планирани средства, други градежни објекти 50 милиони и надомер за оценен имот 2,5 милиони денари или 53 милиони денари. Ќе видите овде на графиконот процентуално дека најголем процент од капиталните разходи се други градежни објекти. Кои се други градежни објекти? Сега накратко ќе ги опишаме, ќе ви ги представам, значи планираните проекти за изградба и реконструкција на улици и патишта. Тоа е изградба на дел од улица Орце Николов, заедно со изградба на краци на истата улица, во износ од 3 милиони 760.000 денари, изградба на краци од улица Света Троица и Драмичка, во износ од 1 милион 160.000 денари, рехабилитација на земјоделски пат Долни Бавчи, во износ од 1 милион 860.000, рехабилитација на земјоделски пат Средни Бавчи, во износ од 1 милион денари, изградба на улица во село Стане, 880.000 денари. Потоа реконструкција на улица Ванчо Прхле, 2 милиона 630.000, реконструкција на локален пат село Стане, 5 милиона 750, изградба на патна инфраструктура во градскиот пазар, 6 милиони денари, изградба на улица Сокраци во село Цветот, во износ од 1 милион 150.000 денари. Потоа изградба на потворен зид на дел од улица Острец, 900.000 денари, реконструкција на водовод на улица Ранчо Прхле, Солунска и Острец, во износ од 3 милиони денари и изградба на детска градинка во населба Стар Садник, во износ од околу 50 милиони денари. Средствата се од Министерството за труд и социјална политика, додека наше учествуваме 5% или околу 2,5 милиони денари. Исто така во капиталните разходи планирани се и средства за скейт парк, други помали потпорни зидови, детски игралишта и други објекти. Планирани средства во буџетот за општина Делчево за 2023 година се и средства за заштита на животната средина, а тоа се проекти кои што се поврзани со климатски промени, поплави и климатски наводнување, одржување на други зелени површини и продолжување со регулација на реката Брегалница. Планирани средства во буџетот на општина Делчево за 2023 година за социјална заштита, како што и претходно во претходниот слайд видовте, тоа се капиталните разходи за детската градинка во населба Расадник, потоа еднократна парична помош, помош за новороденчиња и што е новина за буџетот за 2023 година, тоа е помош за здружувачко семејство. Почитувани присутни, ова беше накратко скратена верзија на нацрт буџетот на општина Делчево. Како што спомна претходно градоначалникот, значи вие овде сте присутни за да ги кажете своите мислења, потреби, барања и предлози кои ще ќе бидат вметнати во буџетот на општината за 2023 година. Меѓутоа сепак нели во услови на недостиг на средства за приоритетите одлучува градоначалникот на општината. Благодарам. Благодарам, Манка. Одиме со презентација на актуелните и планираните проекти. Ја повикувам Николина од одделението за урбанизам. од страна на општина Делчево во 2022 година, кои се во завршна фаза на реализација и кои се планирани за реализација во 2023 година. Најнапред, краток опис на одделението за урбанизам кој што ги реализира, планира и организира проектите. Значи, во рамки на своите надлежности, утврдени согласно позитивната законска регулатива, одделението за урбанизам, заштита на животната средина, комунални дејности и сообраќај, планира, организира и реализира проекти и активности со кои се возможува подобрување на квалитетот на живот на граѓаните во општина Делчево.
Пред Советот на општина Делчево се предлагаат годишни програми преку кои поделението ги спроведува своите надлежности, като например програмата за патишта и улици, програмата за уредување на градежно земјиште, програмата за јавна чистота, за управување со отпад и програмата за изработка на урбанистички планови. Реализирани проекти во општина Делчево во 2022 година, изградени се улиците Грозданец, дел од улица 3 и изведена е реконструкција со доградба на улица Маршал Тито. Изведена е реконструкција на дел од улица Острец и изградба на дел од улица Селничка и пристап на улица на Кејна Брегалница. Изграден е дел од локалниот пат Л1 Делчево Работивиште и извршена е рехабилитација на земјоделскиот пат во село Вирче за завршување на траса. Поставена е фонтаната Бесконечност, обновено е зеленилото и извршено е партерно уредување на градскиот парк. Извршена е реконструкција на водоводен цевковод крак 4 во локалитет Старо Делчево во должина од 400 метри. Се чистат депониите и се поставуваат контейнери за стакло. Редовно е одржувана хоризонталната сигнализација во градот. Сега ќе ги презентираме проектите кои што се во завршна фаза на реализација. Тоа е изградба на градски пазар, прва и втора фаза со партерно уредување, реконструкција на фасади и санитарни јазли на Општинското основно училиште Ванчо Прки и адаптација на поткровје на Општинското основно училиште Свети Климент Охридски, поставување на хоризонтална и вертикална сигнализација на улиците Орца Николов, Скопска, Острец, Вера Јоцик, Маршал Тито, улица 3 и 4 и локалниот пат Делчево Работивиште. Во тек изградба на пречистителна станица, административна зграда и фотоволтаична централа преку проектот водоснабдување на Делчево, а исто така во тек и замена на 90 светелки со LED светелки на уличното осветлување во општина Делчево како дел од МСИП 2 грантот. Изградба на нова детска градинка во населба Стар Расадник која е во фаза на тендерирање. Се врши реконструкција на дел од водоводна дистрибутивна мрежа во градот Делчево, зона Милково брдо, Ново Делчево и Потисен цевковод. Планирани проекти за реализација во 2023 година. Реконструкција на азбестна водоводна мрежа на улица Манчо Прке, Солунски и Острец во должина од 8,8 метри, изградба на краци од улица Драмечка и улица Света Тројца, изградба на улица Орца Николов во должина од 160 метри и краци од 210 метри во локалитет Шумски Расадник, реконструкција на улица Ванчо Прке 250 метри, изработка на нов ГУП за Делчево, рехабилитација на земјоделски пат Долни Бавчи 1000 метри, реконструкција на земјоделски пат Средни Бавчи во должина од 1000 метри. Реконструкција на општински пат кон село Станер 1400 метри, изградба на потворен зид на улица Острец 33 метри, изградба на патна инфраструктура околу новиот градски пазар 330 метри, изградба на улиците 3, 5 и 6 во населба Пролет 500 метри, изградба на скејт парк, изградба на улици во село Двегор 220 метри, одржување на земјени коловози на општински патишта и пристап. Сега накратко ќе ви представиме и проектите за кои е обезбедена техничка документација. Проект за регулација на река Брегалница возводно во должина од 500 метри, проект за регулација на река Брегалница низводно во должина од 500,32 метри, проект за регулација на река Брегалница 600 метри, реконструкција на пристапен пат од село Работивиште до Свети води, довршување на реконструкција на улица Македонска, изградба на улица Разловечка Лепкрак, изградба на улица 2 и 4 во сервисна зона, изградба на фекална и атмосферска канализација на дел од населба Пролет, изградба на улица во село Станер, во село Вирче, реконструкција на улица Велко Влаховик, на Пере Тошев и изградба на улица Голачка. Изградба на дел од општински пат Л18 делница Пасек Балабанци, довршување на делница од локален пат кон Демовска мала село Драмче и реконструкција на влез, влезен хол, мала сала со сцена и галерија во спомен до Масно Делчев. Тука ќе бидеме присутни, значи, како представници од Академијата за урбанизам, така што директно може да се вклучиме и до дискусијата, вашите размислувања и предлози, кои што би биле внесени во програмата за работа за наредната година и би биле финансирани и се разбира реализирани во 2023 година. Благодарам за вниманието.
Благодарам, Николинче. Почитувани препоръка се приближуваме кон вториот дел од форумот. Пред да го повикам Тони Стојменовски од одделението за ЛЕР, јас се користам оваа прилика да ви информирам за предлозите кои што стигнаа во преку анкетниот прашалник на веб страницата, кој што беше активен предходните 10 дена. На него одговорија 30 граѓани, од кои машки 52,4% и женски 47,6%, и ќе ја повенам и возрастната карактеристика на анкетираните. До 20 години 0% од младите, значи никој не се интересира да придонеси во оваа насока. Од 21 до 40 години 47,6% одговориле, од 41 до 60 годишна возраст 52,4%. Во однос на предлозите добиени преку анкетата, изградба на кружни текови на главните крстосници во градот. Кај Флотирка, кај Маркет Скопјанка, на раскрсницата, значи кај Флотирка, кај Маркет Скопјанка, пред мостот на река Брегалница на улица Мето Димитривски Крицо и на крстосницата кај семафорите. Да се направи паркинг и парк од десната страна на булевар Македонија, гледано од семафорите спрема Агенцијата за вработување. Изградба на детско игралиште и постојните да се реконструираат. Јавното комунално предпријатие вика да профункционира, да се коси, да се чистат јавните површини, уредување на кеот, пешачки патеки, паркинг места, повеќе спортски објекти за деца, повеќе игралишта, автобуска станица, задолжително воведување за плаќање паркинг во централното градско подрачје, со што ќе се растовари центарот и хаотичното паркирање. Значи, ова се предлозите кои што стигнаа преку анкетниот прашалник. Поставување лежечки полицајци на неколку улици во градот, кај на Брегалница, Вера Јозичке и на Ослободување. Изградба на игралиште за деца. Да се преземат мерки за градската депонија, повеќе пари за инфраструктура, поставување за солниште или мал објект за планирање на планината Голака. Повеќе средства за културата, да се уреди влезот на градот од двете страни на булеварот. Сите овие предлози ќе бидат ставени на листата. Па јас сега го повикувам Тони да направиме некоја реорганизација на настанот, за да почнеме со работа во група победа. Благодарам, Дани. Сакам би од моје име да ве поздравам и да поздравам иницијативата на градоначалникот за одржување на буџетски форум за 2023 година, како полесно и подобро да го испланираме буџетот, се со цел да имаме подобри проекти и да го направиме животот на граѓаните во нашата општина подобар. Форумот како можност, како алатка во статутот на општина Делчево е воведен 2011 и ова е некаде 25-та и 6-та сесија поред на одржување на буџетски форуми, проектни форуми, меѓуопштински форуми кои што ги имаме со Македонска каменица и досега, значи, можам да се похвалам со позитивно искуство и со реализирани проекти, голем број реализирани проекти, посебно инфраструктурни, меѓу кои би ги спомнал пешачкиот мост, градскиот парк, капелата, централните градски улици, значи зелениот градски пазар и повеќе помали проекти, овие се поголеми. Сакам да кажам дека треба да се потрудиме навистина да избереме приоритетни проекти и со финансиските средства кои што ги спомна колешката Анка, кои што се на располагање од буџетот на општина Делчево и кои што се планирани, но и со финансиски средства од донации кои што ги имаме секоја година, значи и оваа година ќе ги имаме, да можеме да се потрудиме да направиме подобра листа на проекти и тие проекти да бидат реализирани, значи треба да бидат изводливи. За да продолжиме да работиме, значи ние ја направивме структурата на форумот и поставивме 5 листови кои што се лево 2 и позади 3 на таблата. И тоа се работните групи на кои што ќе работи форумот, и тоа е работна група за образование, сите што имаат приоритетни проекти кои што се поврзани со образованието.
можете да вземете по един стикер и вашето име да го запишете и да го залепите на лист от образование. Потоа имаме втор лист социјала и проекти врзани со областта социјала и социјална политика, каде што исто така можеме да предлагаме проекти и да ги утврдиме нивните приоритети. И во позадинскиот дел на салата имаме уште 3 листови, каде што имаме патна инфраструктура и комунална инфраструктура. Имаме флипчарт лист млади, каде што можеме да ги предложиме младинските проекти, на истиот лист можеме да ги предложиме и проектите од областта на спортот и културата. И имаме уште еден лист каде што е животната средина како една од приоритетните оски во работата на општина Делчево, односно проекти поврзани со животна средина. Може би дел од проектите и ќе се прекупат, но затоа сме ние тука да ги формулираме и да ги собереме на куп, односно ако се работи за исти или слични проекти, значи да ги собереме во еден проект. Сега сакам да ве замолам, од стикерите што се во задниот дел на масата ќе ви бидат поделени сега, запишете го вашето име и презиме и од каде доаѓате и залепете го, значи, на областа на која што сакате да работите. Откако ќе го направиме тоа, можете да се послужите со вода и кафе и ќе се поделиме во 5 групи како што се листовите и ќе се договориме сите заедно во групата да дадете по 3 приоритети. Тие 3 приоритети ќе ги доставите на оваа работна маса кај што сме ние, ќе ги прочитаме, ќе ги продискутираме и сите заедно ќе им дадеме приоритет, односно ќе ги ставиме на една листа од 15 проекти по важност. Уште едно техничко прашање, доколку на еден сектор има поголем интерес, а во друг сектор нема толкав интерес, ќе ве замолам, значи, солидарно да се префрлиме во друга група, а во дискусијата можеме да се вклучиме за тоа што ќе го предложиме, значи се со цел да биде поравномерно распределен форум. Сега ве замолувам, значи, вашите имења и презимења и интересот да го ставите на соодветниот лист, да се напиете кафе и вода и за 10-15 минути да продолжиме.